имав среќа да бидам примена во неколку Мишелин ресторани. Значи цело време мислев на тоа, готвев, експериментирав, се додека не прерасна во баш една љубов кон готвењето. Секој може нешто да сготви, но за се стане топ шеф потребна огромна посветеност и обседнатост со детали. Па вака како се станува топ шеф, со предодреденост, со желба пред се, волја. Мене од хоби ми прерасна во пасија буквално. Почнав јас како шеф да учам, да работам, идентитетот да ми се развива, нели, да гледаш нешто надвор што се случува на таа сцена и желба тоа да го донесеш дома понатаму. Сакаме да има некоја мистерија, некоја така да ги заинтригира луѓето, меѓутоа искрено кај нас тој концепт уште е така. Луѓето сакаат да знаат каде ќе доаѓаат. Го откриваме непосредно пред да биде вечерата, значи. Секогаш гледаме и самата локација да биде од културно-историско значење, да биде баш автентична, бидејќи нели не може секој да јаде, не е интересно да јадеш во ресторан, туку самата локација е доста специфична, музеи, галерија, нели нешто поразлично, каде што не е секојдневно и самото тоа дава дополнителен, да кажам, шмек. Скопје засега нема ресторан со Мишелин звезда, но македонската кујна има огромен потенцијал за фузија и издигнување на квалитетот на понудата. Мислам дека нашата кујна е доста препознаена. Мислам, многу луѓе ја сакаат, многу странци ја сакаат, меѓутоа не на такво ниво како што прават надвор. Јас сум ентузијаст дека во иднина можеби ќе се отвори или ќе имаме повеќе такви места каде што луѓето ќе можат да имаат поинакво искуство од она што веќе го знаат, што е препознатливо. По пандемијата и зголемувањето на нееднаквостите, концептот на fine dining трпи критики за неумерен елитизам. Сепак и во овој свет постои простор за баланс. Па, искрено се согласувам, мислам дека веќе според мене сега, дури некогаш се претирува и со цените, и со стојките, и со... Мислам, јас разбирам дека нели за секој клиент, за секој гостин, за секој љубител на храна има различна класификација. Мислам, на моите менија нема да најдете јасток, кавијар и такви работи. Мислам, ги сакам, убави се. Сакам да ги јадам во место каде што може да се најдат. Мислам дека треба да бидеме свесни како готвачи да даваме акцент на одржливоста и на сето тоа што етички да се готви, да се пристапува кон храната.